Здраво да родовите уште едно видео, каде што ова видео ќе го разгледаме Калвиновиот циклус, односно редуцискиот пентозен циклус. Значи, редукцијски пентозен циклус или Калвинов циклус. Сега, ако направиме една како главна шема, како би изгледал, односно општа шема како би изгледал Калвиновиот циклус, таа би се состоела од три фази, значи карбоксилација, редукција и регенерација. Значи, ај вака, ќе направиме еден како, земам само поддебела стрелка, ќе направиме еден како круг. Прво започнуваме од тука. Па вака ќе направиме тука уште една стрелка и ќе направиме една трета со сина боја. Така, кај што првава ќе биде карбоксилација, втората ќе биде редукција и третата стрелка, третата страна, односно последниот дел, всушност ќе биде регенерација. Сега да видиме општо, ќе земеме што се случува во овие фази и главно општо за гледање Калвинов циклус и во голем дел од процесите и во биохемија, но и сега во растителна физиологија, но растителна физиологија е главна биохемија, барем делот кој не го збориме, да се запази колку има јаглеродни атоми, значи С атоми од левата и од десната страна на равенството. Сега немаме равенства, него едно соединение преминува во друго, па преминува во трето, па преминува во четврто и на крај се добива некој си крајно соединение, така. Сега секогаш треба да се запази бројот на С атоми од почеток до крај. Така, тоа е многу важно. Сега, општо земено, Калвиновиот циклус значи започнува со едно соединение, рибулозо 1,5 бифосфат, кој е главно, сега само ќе запишеме дека има 5 С атоми, така. И имаме три вакви молекули од по 5 С атоми. Така. Сега. На нив се додава во процесот на карбоксилација, се карбоксилираат, односно се додава CO2. Така се додава CO2 и се додаваат 3 молекули на CO2. Односно 3 молекули на CO2, на некој начин тоа е истото како да речеш дека се додаваат 3 С атоми. И тоа всушност што ќе се добие овдека, ќе бидат 6 молекули, евака нека биде уште со портокало, ќе бидат 6 молекули на 3 фосфоглицеринска киселина, која всушност таа самата има 3 С атоми. Значи наместо вака да го бележиме, усреди нека си стои тоа. Ај нека си стои тоа. Него ќе бележиме дека всушност тоа е изградено од 3 С атоми. Значи имаме, на почеток имаме 3 по 5, тоа е 15 С атоми, така. Ни се додаваат 3 С атоми од јаглерод диоксид, така. Значи моментално сега имаме 18 С атоми после тој процес. Сега овдека 6 молекули по 3 С атоми имаме 18 С атоми. После при процесот на редукција ќе добиеме, сега нема да замарам толку свимиње, но ќе добиеме повторно 6 молекули кои ќе бидат изградени од 3 С атоми. Значи повторно ќе останеме на бројот 18, само што ќе бидат друг вид. Нема да бидат фосфоглицеринска киселина, него ќе бидат глицералдехид трифосфат. Значи повторно ќе имаме 6, но нема да бидат фосфоглицеринска киселина, него ќе бидат глицералдехид трифосфат, значи ГАП. Но повторно се изградени од 3 С атоми. И повторно значи имаме 18. Значи идеме од 6 молекули со 3 С атоми на фосфоглицеринска киселина до 6 молекули со 3 С атоми на глицералдехид фосфат. Буквално едноставно само се променува молекулска структура, но бројот на С атоми останува исти. Сега, една ГАП молекула ќе искочи од циклусот, односно ќе изгубиме 3 С атоми. Значи ќе изгубиме 3 С атоми, односно ќе изгубиме една ГАП молекула. Така. Со тоа што во овој сега синиот циклус ќе ни останат 5 ГАП молекули. Тие 5 беа изградени од 3 С атоми. Така. ГАП молекулите беа изградени од 3 С атоми. Сега понатаму од овие 5 молекули со 3 С атоми, при процесот на регенерација треба да ги вратиме
тие 3 молекули од 5 С атоми, бидејќи овдека сега повторно имаме 15 С атоми и се треба да се вратиме само назад. И тоа што сме направиле со овој процес е всушност сме ги земале овие 3 С атоми кои ги добивме од јаглерод диоксид. Така, дето дека што бележам со бело. И ги направивме во една молекула на глицералдехид трифосфат. И за тоа служи целиот Калвинов циклус. Да се земат 3 молекули на јаглерод диоксид и да се добие еден глицералдехид трифосфат. И сега две молекули на овој глицералдехид трифосфат, всушност бејќи една нели има 3 С атоми, две ќе имаат 6 С атоми. Така, 6 С атоми тие хексоза, односно глукоза. И од глукоза може фруктоза и да се направат понатаму скроб, сахароза. Така, од глукоза и фруктоза ќе направиш сахароза, само од глукоза можеш да направиш скроб и понатаму се тоа се комплицира. Така ќе добиеш една со 6 С атоми и понатаму ќе се повтори процесот, ќе добиеш уште една со 6 С атоми и уште една со 6 С атоми и така натаму и правиш посложени молекули. Ама така се стига до хексозите. Добро, значи тоа е главниот преглед на Калвиновиот циклус, односно редуцискиот пентозен циклус. Главно што направивме, повторам. Внесовме 3 молекули на СО2, значи 3 С атоми и на крај извадивме еден глицералдехид трифосфат. И повторно се регенерираше се назад. Сега целиот овој циклус, значи овако запамтете схемата, ќе има повторно ќе се вратиме, ќе ја разгледаме подетално секое соединение интермедиерно како иде од едно до друго како стига. И ќе ви стане многу поедно. Значи првично ќе започнеме со фазата на карбоксилација, така ќе ја брежеме дека како КЕЦ, фаза на карбоксилација, каде што рековме дека 3 молекули на рибулозо 1,5 бифосфат, кое е соединение изградено од 5 С атоми, значи ќе бележиме како ќе бележиме 1, 2, 3, 4, 5 С атоми и има 2 фосфори, така, на КЕЦ и на 5. И вакви имаме 3 молекули. Така, значи 3 молекули на рибулозо 1,5 бифосфат, односно 3 молекули по 5 С атоми. Сега, овој вид на молекула под дејство на ензимот, значи под дејство на ензимот рубиско, кој овој ензим е многу важен. Овој ензим всушност е протеин кој е најзастапен во целиот свет на планетава, дека е застапен во секое растение. 50% од протеините во растението се овој протеин рубиско, кој стои за рибулоза 1,5 бифосфатна карбоксилаза оксигеназа. Значи цето стои за карбоксилаза, ото стои за оксигеназа. И сега зашто е важно? Бејќи овој ензим учествува и во карбоксилација, тоа што го правиме во моментов, и во фотореспирација. Бејќи не мора секогаш рибулозо 1,5 бифосфат, значи ова соединение овдека, да се врзе со СО2. Мислам, ние сега збориме како се врзува со СО2, така карбоксилација за одвивање на Калвиновиот циклус, но може да се сврзи со кислород. И ќе збориме за тоа понатаму, но сега моментално овој ензим се користи С делот од овој ензим. Така, овој ензим е многу сложен ензим, но се користи карбоксилазата. И таа, оваа рибулозо 1,5 бифосфат молекула, ја врзува, ќе зголемам дека стрелката, ја врзува со СО2. И тоа 3 молекули на СО2. Сега СО2 главно не се наоѓа како СО2 во клетка, него се наоѓа во форма на HCO3 минус, како јаглеродна киселина и значи СО2 е во баланс со јаглеродна киселина преку ензим карбонска анхидраза, значи ова се случува во еритроцитите кај нас. Но важното е да знаете дека всушност ова соединение кое беше изградено од 5 С атоми, сега на секој од тие 3 молекули од по 5 С атоми се додава по 1 С атом кој потекнува од СО2. Така и се создава едно измеѓу соединение кое нема да запишем структурата, едноставно само ќе го спомнеме овдека како соединение X, кое всушност е 2 карбокси 3 кето Д арабенитол 1,5 бифосфат, кое е нестабилно соединение и има 6 С атоми, значи ова има 6 С атоми ова соединение.
Но ова соединение е нестабилно и при хидролиза со вода, значи при хидролиза со вода, дека ќе внесеме и вода, се распаѓа на две молекули 3-фосфоглицералдехид. А бидејќи ова е изградено од 6 атоми, така, значи едно вакво се распаѓа на две молекули од 3-фосфоглицералдехид, но бидејќи имаме 3 вакви молекули вкупно, така, значи, ова нека биде со виолетова боја, имаме 3 вакви X молекули, тоа кој беше сложеното име, 2 карбокси 3 кето D арбенитол 1,5 бифосфат. Всушност добиваме 6 молекули на 3 фосфоглицералдехид. Ова соединение е соединение кое е всушност изградено од 3 С атоми. Значи имаме С атом, С атом, С атом, каде што на едниот С атом имаме фосфор. И со ова ја завршиме првата фаза на карбоксилација. Така, значи карбоксилиравме рибулоза 1,5 бифосфат и добивме 6 молекули на 3 фосфоглицерна киселина, односно 3 фосфоглицерат. Сега иде втората фаза, која ќе бележиме вака, нека биде сега со сина боја, повторно. Сега иде втора фаза, фаза на редукција, каде што треба да добиеме глицералдехид фосфат. За тоа да се случи, овие сега молекули под дејство на ензимот фосфоглицерат киназа, бидејќи ова е всушност глицеринска киселина, односно фосфоглицерат, значи фосфоглицерат киназа. Киназа е кога се додаваат фосфори. И со трошење на АТП преминува овдека во АДП. И колку вакви молекули? 6. Зошто? Зашто имаме 6 фосфоглицералдехид. Глицерат. И што се добива? Се добива 1,3 бифосфоглицерат. Значи се добива 1,3 бифосфоглицерат. Фосфоглицерат ко ПГ. Кој е всушност соединение кој има 3 С атоми. Значи јаваха тука ќе обележиме. Има С, С, С. Само што сега имаме по 2 фосфора. На првиот и на третиот. Така. Значи претходно имавме вакво соединение, 3 С атоми со 1 фосфор. Сега имаме вакво соединение, 3 С атоми со 2 фосфора. И колку вакви имаме? 6. Значи имаме 6 вакви молекули. Не се променило ништо. Сега, наредниот чекор е да под дејство на глицералдехид 3 фосфат дехидрогеназа и искористување на 6. Сега не можам кај сега да ги направам, требаше да го ставам на другата страна. Но добро, вака ќе направиме. Искористување на 6 молекули НАДПХ, кои сега всушност преминуваат во 6 молекули НАДП плюс и плюс фосфор носат со нив. Се добива, така ќе се добијат 6 молекули на глицералдехид 3 фосфат, односно ГАП. ГАП. Глицералдехид 3 фосфат. И ова соединение има 3 С атоми, каде што на едниот С атом има фосфор. И сега некој ќе рече, добро, па ова соединение сега што го добивме, глицералдехид 3 фосфат, така сега што го бележам со зелена, е исто што и ова вдека, кој беше 3 фосфоглицерат. Така, ќе речеме имаме 3 С атоми и 1 фосфор. Така, ќе речеш дека исто, но всушност ја не ја покажам целата хемиска структура, значи ја ги покажам само С атомите и фосфорите, но всушност има променето, имаше една карбоксилна група, сега станува во алдехидна група. Така да има промена во хемиската структура, но бидејќи ја ги покажам само С и ја гледаме и фосфорните атоми, затоа изгледа дека нема промена. И со тоа ја завршуваме фазата на редукција. Сега, пред да започнеме со третата фаза, која е фаза регенерација, да не заборавите дека ќе прежиме со виолетова боја, еден ваков глицералдехид 3 фосфат си заминува со цел да прави биосинтеза на шекери. Така, значи еден од овие глицералдехид 3 фосфат заминува за да прави шекери.
Така што, тоа што ни останува сега за регенерација, се всушност 5 вакви молекули на глицер алдехид трифосфат. Така, значи остануваат 5 вакви молекули на глицер алдехид трифосфат, со кои треба да направиме регенерација пак назад. Сега за да биде на некој начин појасно, овие 5 молекули на глицер алдехид трифосфат ќе ги качам се до овдека горе. Така, и ќе идеме надоле. И ќе видиме како секој од нив ќе се искористи со цел да стигнеме на почетокот. Така, значи овдека сега ќе бележам дека сега ќе завршиме третата фаза, односно фазата на регенерација која е најдолга. Значи таа е огромна. И да започнеме. Ајде овдека само да зумираме. Овдека повеќаме на лево. И вака се. Значи првата гап молекула, да намалиме стелката. Значи првата гап молекула и ќе бележам некако со нека биде со црвена боја овдека у ќошот за да знаеме која е. Мислам најпрвата да ми се потроши за правење шекери, но ова е првата од тие 5 што се останати. Така, првата гап молекула под дејство на триозофосфат изомераза преминува во едно соединение кој исто е изградено од 3 С атоми, кој е дихидрокси ацетон фосфат. Значи тоа повторно се изградено од 3 С атоми кои си имаат еден фосфат. Така, нема никаква разлика, едноставно дел од хемиска структура која не е зафатена од С и фосфорид. Вториот гап молекул, значи вториот нека биде овој, сушност заедно со овој дихидрокси ацетон фосфат, значи овој, заедно со овој дихидрокси ацетон фосфат кој се формираше од првиот, ќе образуваат едно соединение, ај вака само направиме. Нека биде нааму да оди. Ќе образуваат едно соединение под дејство на алдолаза, кој е всушност фруктозо 1,6 бифосфат. Така, значи, ај вака ќе биде фруктозо 1,6 бифосфат. Така, 1,6 бифосфат. Кој е всушност соединение кој е изградено од 6 С атоми, бидејќи овдека имаме 3 С атоми, така тука имаме 3 С атоми, тука имаме 3 С атоми и тие заедно даваат соединение кој има 6 С атоми. И ова соединение всушност има, ајде ќе ги бележи 1, 2, 3, 4, 5, 6 и има 2 фосфори. Така има на првата позиција и на шестата позиција има фосфор. Сега, ова соединение под дејство на фруктозо 1,6 бифосфатаза, че ова соединение сега под дејство на губи еден фосфор, значи губи еден фосфор и станува всушност фруктозо 6 фосфат. Значи станува фруктозо 6 фосфат, кој не морам да објаснувам, едноставно има 6 С атоми, каде што имам само еден фосфор. Но важното, сепак нека ќе запишеме дека овдека имаме 6 С атоми. Така, сега, ова соединение под дејство значи на транскетолаза се приспојува заедно со третата, вака ќе направиме, значи се приспојува заедно со третата молекула на глицер алдехид трифосфат. Значи ова ќе бележам дека е третата молекула од тие што ни останаа. Така, и сега имаме 6 плюс 3 С атоми, тоа се 9 С атоми. Но не добиваме соединение кој има 9 С атоми, него добиваме всушност 2 соединенија. Така, добиваме 2 соединенија. Првото соединение кое го добиваме, нека видиме вака со портокалова боја, ксиулоза, со иксу се пишува 5 фосфат. Значи ксиулоза 5 фосфат. И ова соединение, многу нормално, има 5 С атоми. Така, ова има 5 С атоми. Но исто така се добива еритроза 4 фосфат и ова соединение има 4 С атоми. Сега ќе се фокусираме на еритрозата. Значи еритрозава, кој има 4 С атоми, сега повторно под дејство на алдолаза се приспојува со четвртиот глицералдехид трифосфат. Ама не во неговата таква форма, него тука го имаме глицералдехид трифосфат и ова беше четвртиот глицералдехид трифосфат.
И тој самиот со помош на триозо фосфат изомераза, претходно го видовме тоа, преминува во дихидроксиацетон фосфат и како таков заедно со алдолаза, заедно со еритроза 4 фосфат, значи ова има 3 С атоми, сега заедно имаат 7 С атоми. Така, и формираат соединение кое всушност седо хептулоза 1,7 бифосфат. Значи 7 хептулоза 1,7 бифосфат. Значи ќе бележиме 7 фосфат. Значи седо хептулоза 1,7 бифосфат. Веќе има 2. Значи овдека сега имаме 7 С атоми. Сега, ова соединение под дејство на бифосфатаза всушност губи фосфор, губи еден фосфор и тоа што се добива е, спојсте малце на лево, седохептулоза 7 фосфат. Но ова соединение повторно си ги задржува 7 С атоми. Така, значи не ги изгубило 7 С атоми. Сега, ова соединение со помош на транскетолаза, значи авака ќе направиме, нека видам усори полуга малце стрелката, помести авака на лево, со помош на транскетолаза и под дејство на последниот, односно петиот што остана, авака ќе обележиме тука некаде, глицер алдехид трифосфат, кој имаше нели нормално 3 С атоми, ќе се поврзе, авака тука ќе бележиме 3 С атоми, сега заедно всушност има 10 С атоми, но со помош на оваа транскетолаза се добиваат две соединенија, каде што едното е рибозо 5 фосфат, значи рибозо 5 фосфат, а другото е ксиулоза 5 фосфат. Ксиулоза 5 фосфат. Сега, оваа ксиулоза 5 фосфат која добивме, така, заедно со оваа ксиулоза 5 фосфат, тие две заедно, сега ќе бележам како со бела боја, тие две заедно, со помош на ензимот фосфопентозо епимераза, значи фосфопентозо епимераза, даваат две молекули на рибулозо 5 фосфат. А ова е всушност соединение кој има 5 С атоми. Така и ова има 5 С атоми, и ова има 5 С атоми. Сега, имаме две молекули на рибулозо 5 фосфат, сега не треба уште една. А таа ќе ја добиеме од оваа. Ова не беше рибулозо 5 фосфат, него беше рибозо 5 фосфат. Сега под дејство на изомераза и оваа всушност ќе стане рибулозо 5 фосфат. И сега всушност вкупно овдека, ја има овдека 5 С атоми, вкупно овде сега имаме 3 молекули на рибулозо 5 фосфат. Сега тие 3 молекули рибулозо 5 фосфат под дејство на фосфорибулокиназа, значи ќе додаваме фосфори, значи ќе се потрошат 3 молекули на АТП, кои ќе поминат во АДП. Сушност ќе се вратиме на почетокот. Така, значи свртевме цел круг и сега ги регенериравме тие 3 молекули на рибулозо 1,5 бифосфат. И тоа е целиот циклус. Да, значи беше доста сложено. Ајде, само ќе ги заокружиме главните делови. Можам вака тука да се движам, добро. Значи почнавме од рибулозо 1,5 бифосфат. Добивме 6 молекули на 3 фосфоглицералдехид, 3 фосфоглицерат
Не знам, тоа атом ме нервира, алдехид цело време го кажувам, но 3-фосфоглицерат или 3-фосфоглицеринска киселина, каде што при процесот на редукција стигнавме до 6 молекули на глицералдехид 3-фосфат, каде што една молекула беше за правење шекери и ни остануваат 5 молекули на глицералдехид 3-фосфат. Тие 5 молекули се користат овдека, е првата што се користи, така, ова е втората, третата е оваа, еве четвртата и петата, кај беше овдека, добро немам бележано со црвено, еве ќе му стане тука 5. И од тие 5 гап молекули, сушност успеваме да се вратиме назад до 3 рибулозо 1,5 бифосфат. Сега ќе осумираме целиот овој процес, но само со броење на С атоми и на фосфори. Така ќе се поместиме овдека лево. Ја поместиме и сликата. Ева, ќе идеме овдека доле. Значи, започнавме, само со што ќе ги бележам. Ајде, нека биде вака. Само земам потенко. Значи, започнавме со... Нека да биде виолетова. Или... Ајде, не варска. 3 молекули по 5 С атоми. Така, значи 3 молекули по 5 С атоми и тоа беше рибулозо 1,5 бифосфат. Така, значи овдека имаше 2 фосфори. Потоа тие преминаа во 6 молекули. Значи тие преминаа сега во 6 молекули од по 3 С атоми, каде што имавме по 1 фосфор. И за тоа да се случеше, внесовме 3 молекули по 1 С атом. Е сега, преку низа процеси, сушност, овдека добивме едно соединение кој исто имавме 6 молекули, но бе изградено од 3 С атоми, но имаа 2 фосфори. Па после повторно на некој начин се вративме до 6 молекули со 3 С атоми, но имаа 1 фосфор. И ова всушност беше глицералдехид 3-фосфат. Каде што една од овие молекули отиде да прави шекер, така, значи 3 С атоми отидоа да прават шекер, а ни останаа другите, односно ни останаа 5 молекули по 3 С атоми. Кој што понатаму, ева ќе бележиме како линија ќе ставиме, зашто сега ќе го потребуваме како што ни идат по редослед. Значи имаме 5 молекули по 3 С атоми и ќе видиме како тие се прикачуваат. Идеме со првата молекула, значи 3 С атоми, која преминува од глицералдехид 3-фосфат во дихидроксиацетон фосфат, повторно со 3 С атоми, која се приклучува со втората молекула од 3 С атоми, така и заедно прават фруктозо 1,6 бифосфат. Значи соединение кој има 6 С атоми. Ајде, не ги бележам фосфорите, значи ги бележам во минатото. Чим реков на почеток ќе ги бележам, ќе ги бележам. Тука се имаме 2 фосфори, па ова поминуваше низ еден процес, каде што ќе добивавме повторно 6 С атоми, но ќе имавме 1 фосфор. Значи сега имаме фруктозо 6 фосфат. Е сега ова соединение под дејство на третото веќе, кој беше од 3 С атоми, глицералдехид 3-фосфат, се добиваат две соединенија, каде што едното беше еритроза 4-фосфат, односно 4 С атоми, и се добива ксилоза 5-фосфат, кој има всушност 5 С атоми. Е сега овие 4 С атоми од еритрозата, под дејство повторно на 3 С атоми, кои преминуваат во дихидроксиацетон, кој исто е 3 С атоми, значи ова заедно со ова, ни дава 7 С атоми. Овие 7 С атоми сега имаат 2 фосфори, кој потоа преминува повторно во соединение кој има 7 С атоми, но сега имаше 1 фосфор. И тоа сега повторно под дејство на последното од 3 С атоми, глицералдехид 3-фосфат, се добива едно соединение кој е ксилоза, кој е од 5 С атоми, и се добива рибозо 5-фосфат, кој исто 5 С атоми. Рибозо 5-фосфатот со изомераза поминува во рибулозо 5-фосфат. Тука значи имаме 1 фосфор, 1 фосфор, 1 фосфор, 1 фосфор.
Додека ова овдека, ова претходно го бележам со бела линија, ова беше таа првата ксилоза, се прикачува заедно со оваа ксилоза, со помош на епимераза, дава две соединенија по 5 С атоми. И сега овие заедно сушност не враќаат на почеток. Наравно, овие имаат овдека по еден фосфор, но овдека во оваа реакција се додаваа фосфори, 3 фосфори. И поради тоа се враќаме на почеток. И тоа е Калвинов циклус ако вртиме само со С атоми. Не знам зашто кога и да го започнам некако лошо добивам некоја форма, како немам место, но може да се направи да иде баш во круг. Односно колку би можело да биде во круг, сега малце е комплицирано, но сепак може да се направи. Добро, значи тоа беше главниот дел за редукцијскиот пентозен циклус, односно Калвиновиот циклус. Значи ова е целата сумација, ако некој сака да разгледа како идеја. Сега сакам само да напоменам стереохемијата. Дека ќе идеме подоле, да земеме со црна боја да го обоиме. Каде што ќе напоменеме дека АТП и НАДПХ кои користевме во Калвиновиот циклус, значи користевме на неколку места АТП, така? Тука користевме АТП, теате? Кај го бележам со бело, таму користевме АТП, тука користевме АТП, тука користевме НАДПХ, така, значи користиме АТП и НАДПХ, а тие кои користиме АТП и НАДПХ всушност потекнуваат од светлата фаза на фотосинтеза. Така, од таму се. Сега, ако ја бележиме стереохемијата, всушност му доаѓа дека 6 CO2 плюс 12 NADPH плюс 18 АТП ни дава, што ни дава? Ни дава шекер, значи C6 H12 O6 ни дава 12 NADP ни дава 18 ADP и тоа што ни останува всушност добиваме 18 празни фосфори, PI. Нели од АТП се добиваат овие? И тоа е главно стереохемијата на Калвиновиот циклус. Сега, иако Калвиновиот циклус, викаме дека спаѓа во темната фаза фотосинтеза, ја уште во минатите видеа спомнав дека всушност за темната фаза е потребно светлина. Зошто? Бидејќи за синтеза на ќе земеме со бела боја, за синтеза на 3-фосфоглицерат, односно 3-фосфоглицеринска киселина, овдека што го бележам со бело, така, не е потребна светлина. Значи не е потребна светлина, тоа може да се направи. Но светлината е потребна за да имаш АТП, да имаш една ДПХ, така, со цел да може да се одвива темната фаза. Значи не е потребно директно присуство на светлина за одвивање на темната фаза, односно за одвивање на Калвиновиот циклус, но потребни се соединенијата кои се добиваат од светлата фаза на фотосинтеза со цел да се одвива темната фаза. Поради тоа викаме дека за темната фаза индиректно е потребна светлина и дека темната фаза се одвива преку ден. Бидејќи преку ден се прави АТП и може да се користи за да се одвива ова, така. Добро. Значи тоа беше се за Калвиновиот циклус, прилично беше во детали. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео.